Мој колега пастор пред речиси 20 години ми го сподели следново сведоштво. Теди Сталард беше едно момче кое што се запиша во прво одделение. Неговата наставничка се викала Джин Томсон. Значи наставничката Томсон дошла и како сите наставнички, првиот ден им кажала: "Деца, јас сум вашата наставничка. За мене сте сите вие исти и јас ве сакам подеднакво и ќе се трудам да сите вас подеднакво." Се разбира, тоа никош не било вистина во историјата на образованието. Луѓето си имаат своји омилени луѓе, наставниците си имаат своји омилени деца. Едно такво неомилено дете за оваа наставничка бил Теди Сталард. Теди Сталард не бил никош исчешлан у школо, си доаѓал у школо, ќе си седне некако полубагабонски. Кој ќе опраша нешто наставничкава, Теди ќе каже само "на" или "не" или ќе одговара само во едносложни зборчиња. Наставничката, како и секој човек, помислила дека овој си играчки со незе. И почнала. Теди не знае, единица, Теди не знае, единица, Теди не знае, единица. И то не само што му ставала единици, туку му ги ставала со една со еден злобен триумфализам кој што сите ние луѓето го имаме кога сме надмоćни на некого и можеме веднаш да му се осветиме. Секоја единица ја пишувала со посебна ревност. Единица, единица, единица. Малку да проверила во тоа што самата го пишувала за Теди Сталард, ќе било јасно. Прво одделение за Теди напишала: "Теди е добро момче, покажува интерес за предметите, ама не покажува некои големи резултати." Второ одделение: "Теди е полош од лани, Теди има уште полоши оценки, полош став, но неговата домашна ситуација е многу, многу тешка." Трето одделение, самата таа запишала: "Теди како да е присутен само со телото во училиште, воопшто не комуницира, не е активен на ниеден час." И додала една мала реченица: "Мајка му е сериозно, мајка му е смртно болна." Таа е наставник, таа ги пишувала тие извештаи, таа ги пишувала и понекогаш администрацијата знае да ни го земе срцето. Ги пишувала веројатно тоа што го гледала, мислела дека он се инати, го гледала на часовите, ја иритирал и цело време мислела како да му се освети, како уште еднаш на Теди да му стави единица. Дошол Божик, сите деца носат поклончиња, сите деца носат убави поклончиња. Одеднаш на нејзино изненадување и Теди вади еден подарок, завиткан во онаа месарска хартија, стајал Теди некаков селотеп околу него и го дава на наставничката. Како што е обичај во Америка, за разлика кај нас во Македонија, тие веднаш ги отвараат подароците и таа ги отвара подароците на сите незини фини и омилени ученици и ученички. Доаѓа до подарокот на Теди, го покажува на децата и децата, како што само децата знаат во такви моменти, и се смеат злобно и му се подсмеваат на Теди и викаат: "Леле, види го Теди со месарскава хартија." Теди не покажал никакви емоции. Наставничката го отворила подарокот, што да види внатре? Една бразлетна на кој што и фалат неколку парчиња бижутерија и едно малечко парфемче кое што било можеби 2/3 потрошено. Таа ги видела децата. Таа видела дека и на Теди не му било баш право. Ги заќутила нив и им кажала: "Леле, колку е прекрасна бразлетната, деца, видите каква прекрасна бразлетна добив." Земала малку од тоа парфемче и си ставила на себе, и деца како деца сите рекле: "Леле, да, наставничке, на вистина Теди донесе можеби најдобар подарок." Претседателката на класот, она девојче со панделки, кажа: "Леле, наставничке, не сум видела ништо поубаво." Завршила таа цела приказка. Таа мала забава божикна. На крајот на таа нивна школска забава дошол Теди до наставничката и рекол: "Наставничке, јас сакам да ви заблагодарам за тоа што јавно кажавте дека ви се допадна мојот подарок. Вие денеска ме потсетувате на мојата мајка. Затоа што таа бразлетна носеше мојата мајка и тоа беше незиното парфемче и вие денеска мирисате како мојата мајка." Кога си го врати филмот наставничката, види дека тој ден Теди беше поинаков. Почна да комуницира со децата, почна да си игра, па почна да ги брка и да се закачаат. Теди некако беше поинаков Теди тој ден. И оваа наставничка се врати дома. Оваа наставничка Томсон се врати дома и клекна на своите колена и кажа: "Господе, прости ми", се каеше и плачеше. Затоа што свати дека со години беше направена
према едно мало дете, дека дури сметаше дека тоа мало дете е незин непријател кој што зина ти ги прави работите и дека незината задача е всушност да земе и да го уништи него. Се каеше, плачеше тој цел викенд, не правеше ништо друго освен тоа. Плачеше за Теди и кажа: Боже, те молам, помогни ми да му помогнам на Теди и да им помогнам на сите овие деца. Следниот понеделник овој клас доби нова наставничка. Не нова личност, туку ја доби ова истата господја Томсон со една поинаква определеност да помогне на секое дете. Посебно на Теди. И почна да им помага, и почна да ги прашува не само што научиле, туку и како се дома и како се чувствуваат, и почна буквално како лавица да се бори за секој од нив. Теди, за Теди посебно го задржуваше после часовите. Теди од почетокот секој нити го сакал, нити му било многу драго, ама полека почна математика и почнал англиски и почна тие природни науки нивни. До крајот на годината почна некои знаци да покажуваат Теди дека е подобар. Следната година работат сите, работи и Теди, наставничката уште толку повеќе со него, Томсон, господја Томсон работи со него. Стигнал дури неколку деца, па покажува уште подобри резултати. Година за година, он е некако тука се држи, оди напред, завршила таа нивна осмолетка и таа не знаела ни каде отишол Теди, ни што правил. И ете го нигде никаде, добива едно мало писмо без адреса. Драга наставнички, јас сум добро, прва година, средно ја завршив многу добро. Се разбирам дека имам се уште многу дупки во моето знаење, ама интересно ми е да учам. И одам напред, ве сакам многу, Теди. Следната, сака да му пише назад, Теди не напишал адреса. Следната година, 2 години поминале, ете пак од Теди мало писмо, драга наставнички. Само да ви кажам дека завршувам 3-та година и ја завршувам со одличен успех. Многу ви благодарам и многу ве сакам, Теди. Следната година, сега пак без адреса. Следната година пак ете го Теди, писмо, наставничке, завршувам средно училиште и морам да ви кажам дека сум меѓу недобрите. Се трудев како што ме учевте, работам како што вие сакате како што сакавте да работам, и меѓу недобрите сум во класот. После некое време наставничката пак добива писмо и вика, писмото вика: драга наставнички, само што завршив универзитет. Ви пишува, тоа американците знаат уште по-јако да делува на англиски. Теодор J. Сталард, лекар. И сакам да ви кажам дека 27. јули ми е закажана свадба и имам една голема молба до вас. Сакам вие да бидете на таа свадба таму каде што мојата мајка требаше да седи. Татко ми почина минатата година и јас немам никаква друга фамилија, немам друго семејство освен вас. И наставничката Томсон, 27. јули, беше таму до Теди Сталард како негова мајка. Затоа што го заслужи тоа. Затоа што како човек кој што верува во Бог, како следбеник во Христос, таа свати, таа даде се од себе за децата и за Теди. За Теди да може да биде подобар човек. И изгледа својата љубов во животот на Теди, и изгледа својата грижа, своето најдобро, и таа таму седна на таа свадба, таму кај што требаше да седи неговата мајка, каде што требаше да седи мајката на Теди. Во Дела апостолски, 1 глава, 3 стих. Вака пишува: ним по своето страдање, се мисли на Исус, им се представи жив со многу верни докази, јавувајќи им се 40 дни, изборувајќи им за Царството Божјо. И ако некогаш се прашуваме јас и ти, што значи јас и ти денес да бидеме дел од тоа Божјо царство, како изгледа тоа, мислам дека ова што го направи ова наставничка Джин Томсон, за која што ми кажа мој колега пастор пред многу години, е еден клучен пример за тоа што можеме јас и ти да направиме. Да се биде следбеник на Христос значи да се зборува тоа што тој го зборуваше и значи да се прави тоа што тој го правеше.
Исус, ако нешто правеше Исус, и ако за нешто беше обвинет, тоа беше дека е всушност цело време се дружи и им покажува љубов и покажува разбирање на оние кои што се на маргините. Дека е со оние кои што се целосно отфрлени од општеството, дека се оние кои што не се во ниеден регистар, не се во ниедна книга на администрацијата. Дека се далеку од бирократската лупа на државата во тоа време, ама Исус сакаше да им каже дека тие не се далеку. Дека тие се многу блиску до очите Божји, дека Бог ги гледа и дека тоа што Исус го прави во неговиот живот е всушност Божјиот став и Божјата љубов за нив. И денеска сакаме да си го поставиме тоа прашање. На кого можеме ние да ја излееме Божјата љубов? Што можеме да им кажеме за да го направиме тоа и што можеме да направиме? Што можеме да направиме за луѓе кои што се во нашите семејства, можеби маргинализирани? Мислам во секој семејство има барем еден кој што е као, абе пушти го ти него или пушти ти неа. На работа, ако сме во улога на, не знам, на шефови, одговорни луѓе, или пак има едноставно колеги, да не биде тоа само колегијален однос, туку да го внесеме тоа царство Божје, таа љубов Божја и да се заинтересираме малку подлабоко за луѓето. Затоа што сите ние сме создадени на лик Божји. Без разлика на било која друга детерминанта која што нас не определува. Дали сме етнички, ова или оноа, дали имаме ваква или онаква боја на кожа, дали не знам сме од онаа или од оваа класа на луѓе. Сите сме прво луѓе, сите сме прво Божји созданија, создадени да го носиме достоинството Божје. И не постои позначено нешто од тоа Божјо достоинство, тој лик Божји да го согледаме во луѓето околу нас и да дадеме придонес. Да дадеме придонес во животите на некој друг. Што е Царството Божјо? Царството Божјо е ние да го следиме Христос таму каде што сме. Црква која што не го следи Божјото царство само зборува за Бога и никогаш не го прави тоа што Христос го правеше. Не го следи Бога на конкретен начин. И потоа се чудиме зашто се луѓето соблазни, зашто се луѓето незадоволни и гневни на црквата, затоа што често пати тие кои што велиме дека сме Христови следбеници, зборуваме многу за Бога, често пати многу малку правиме, ако и воопшто. И Христос по воскресението сакаше пред да се вознесе, да им каже едно нешто значено. Ако сакаме да бидеме негови следбеници, да не потсети на царството, да дозволиме тој нас да не трансформира, да се покаеме за злото и за деструкцијата во нашите животи и она што го нанесуваме ние на другите луѓе, и да бидеме следбеници на Христос преку тоа што ќе дозволиме на најпрактични начини таа љубов во збор и во дело да се излее во таквите животи. И денеска, недела, е добар ден. Да застанеме кратко и да се прашаме кому сме му потребни на таков суштински начин. На кого можеме да бидеме она што беше оваа наставничка, Томсон. Нешто кое што, како што мојот колега ми каже, случило после многу години и еве од денеска во Македонија денес, јас го зборувам за ова сведоштво. Затоа што е сведоштво на моќна трансформација. Сведоштво кое мене и тебе не повикува да бидеме луѓе кои што трансформираат други луѓе, кои што излеваат Божјата љубов во животите на други луѓе, кои што трансформираат цели контексти. А во Македонија и за мене и за тебе има еден куп работа и одговорност пред Бога за ваквото нешто да го направиме.